Целосно руиниран објект во општина Кисела Вода. Денеска е комплетно нов современ дом на културата. Станува збор за темелно реконструиран објект изграден во 1959 година. Руиниран и надвор од употреба од 1990 година, за чија обнова се инвестирани 42 милиони денари од Министерството за култура и 9 милиони денари од локалната самоуправа. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заедно со Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец Алексич, денеска официјално го пуштија во употреба новиот дом на културата во Кисела Вода. Стануваше збор за една стара зграда од 1959 година, целосно руинирана и некаде од 1990 година, значи цели 26 години надвор од употреба и оставена на забод на времето. Ние дадовме ветување на изборите дека овој објект ќе биде возобновен и дека општината Кисела Вода ќе добие дом на култура, ќе добие кино и се разбира сите пропратни елементи што ги има еден дом на култура. Објектот има можност за одржување на театарски представи, бидејќи има 169 седишта и одлична театарска сцена, библиотека и многу други простории. Објектот, како што можете да забележите, има можности за одржување на театарски представи, бидејќи има 169 седишта, има одлична сцена. Видов дека и професионалните актери кажуваат дека станува збор за исклучително добра сцена. Понатаму има библиотека внатре, има други простори кои што може да се искористат, грамиорни и така натаму. И во секој случај ќе биде едно место, едно кратче каде што ќе има многу културни и забавни содржини. Новиот дом на културата во Кисела Вода е на површина од околу 900 метри квадратни. Просторот е збогатен со дополнителни содржини, а во подрумскиот дел е сместен делот за релаксација, во кој граѓаните на општината ќе може да го поминат своето слободно време. Во подрумот има и мала сала во која ќе може да се подготвуваат театарските представи, а во делот од контролната кула е сместена и контролна соба и остава.